Уште едно добар ден од мене, почитувани, од другото студио на телевизија 24, од каде што ги реализираме емисиите Аргумент, анализа. Денеска, како што најавив на крајот на дневникот, наша гостинка е градоначалничката на Скопје, Даниела Арсовска. Градоначалничке, добар ден, благодарам што ја прифативте поканата. Добар ден и ви благодарам многу на поканата. Еве, некако кога размислував кога да упатам покана до вас, ама гледам дека веќе партиските машинери на терен веќе почната е трката за локалните избори, па иде велам да ве поканам сега да направиме еден рекапитулар на изминатите 3,5 години, колку ќе доведе 3 години, не цели 4 години од мандатот. Но еве да почнеме прво со она што се случуваше минатата недела во Пинтија, на таа една фабрика од која што имаше излевање на некој материјал, ќе видиме, нели, анализите ќе утврдат што и како. Меѓутоа отровен за средината, за животната средина, меѓутоа и за луѓето, докаде дојде на таа работа, бидејќи знаеме дека иако имаше упатство за итно затворање на фирмата, во петокот наши екипи кога отидоа, таа и понатаму работеше. Како е сега состојбата? Од она кое што можеше да се утврди на лице место, се работи навистина за една сериозна хаварија. Нешто кое што се случува практично во внатрешноста на населеното место, надвор од главните булевари каде што всушност е надлежноста на градот Скопје, меѓутоа дотолку повеќе што ова правно лице кое што припаѓа по својата надлежност под местна надлежност на општината Кисела Вода, сепак во оној елаборат кој што го има доставено до градот Скопје за начинот на кој што ќе ги почитува правилата за заштита на животната средина, очигледно до истото се нема придржувано. При инспекцијски технички инспекцијски надзор, кој што од пред 10 дена било утврдено дека на самиот практично вентил на оној сад кој што тие го користат за складирање на лесни горива, кои што би требало да им се користат во производствениот процес, е детектирано оштетување и биле дадени во суштина насоки дека истото мора да се коригира, истото не било сторено за жал веднаш, што се дозволило да се предизвика ваков тип на хаварија која што понатаму резултираше со излевање на таа течност која што очигледно не беше благопријатно за граѓаните, затоа што се излеа по споредните улици во населеното место, од таму успеа да стигне и до самиот булевар, при тоа представувајќи опасност не само за животната средина, туку и за сообраќајот. И имаше дел кој што беше навлезено и во канализационата мрежа, која што по утврдување од страна на инспекторатот на град Скопје, морам со гордост да кажам дека покрај тоа што самиот наш инспекторат има најмногу санкции и најмногу надзори, дури повеќе од сите останати единици на локалната самоуправа, кога ќе ги соберете заедно, ние имаме дупло повеќе и санкции и надзори направено, а малтene со истите капацитети со кои што ги имаат и останатите единици, односно општини, единици на локалната самоуправа. Нашиот инспекторат беше единствен кој што постапи тука, настапи највисоката казна која што следи за ваков тип практично на дозволување на хаварија од 45.000 евра и она кое што го кажавте, иако биле задолжени истите да го прекинат процесот и да престанат да работат, бидејќи истото не го сториле, самиот објект им е исто така и пломбиран и имаат забрана за вршење на дејност во време траење првично од 30 дена. Вие рековте дека само пред 10 дена при контрола, нели, на инспекцијските служби било утврдено дека од некој вентил, нели, капе нешто, дека вентилот не си ја врши намената за која што е таму поставен, еве да се обидел да го промени тоа, можеби немало да дојде до една ваква хаварија. Затоа и санкцијата за непостапување, односно за неотстранување на она кое што ја предизвикало самата хаварија и тоа техничка инспекција всушност требало да биде еден сигнал дека мора веднаш и неодложно да се постапи, со што и би се превенирало, би се спречило да се случи тоа што се случило таму, и имајќи во предвид дека се работи за покум кој што е во населено место, нешто со кое што градот Скопје активно се противи во изминатите неколку години, не дозволуваме воопшто ниту да се отпочне да се размислува некој да прави индустријски објекти во средно населено место и покрај тоа, значи, тој не ги превземал сите неопходни под своји надлежност што му се работи за заштита на животната средина и здравјето на граѓаните и затоа следи оваа санкција од наша страна. Вие со тоа сте ги исцрпеле сите механизми како град Скопје, така за казнување на едно лице, натаму останува веројатно на
други органи на прогон или на делување, за да цениме дека има останати институции кои што имаат можност да постапуваат, не знам дали постапиле, не можам да зборувам од име покрај општинските инспекцијски служби. Нашите ингеренции во рамки на она кое што ние го имаме детектирано и кое што не го дозволува законот, ние сите сме ги искористиле до максимум, изречена и максималната казна и дотолку што очекуваме да има од испитувањата лабораториски да видиме тие што ќе кажат кои што се земени од независна лабораторија. Меѓутоа останати институции кои што би требало да постапуваат покрај инспекцијските служби на општината се и Државниот инспекторат за животна средина, исто така Државниот пазарен инспекторат и сите останати институции кои што во суштина при ваква хаварија би требало да реагираат. Вие верувам дека сте сведоци во голем број на други општини кога ќе настане хаварија од поголем карактер, гледате како реагираат сите институции на терен од аспект на тоа да се заштитат самите граѓани, а тука мислам дека и дополнително би требало фактор да биде тоа што оваа хаварија се случува внатре во населено место. Така да би било навистина не повикано, туку неопходно од останатите институции да излезат на лице место на терен, да утврдат што се случувало во тој погон и да постапат со тоа што во рамките на своите надлежности ќе видат дали тоа правно лице смее или не може да врши дејност таму каде што е во момент. Така. Зошто ве прашав? Ве прашав затоа што и вие низ изминатите години знам често кажувавте за одредени пропусти во овие индустријски капацитети што се во градот Скопје, конкретно за цементарница, мислам дека кривична пријава имате поднесена, ако не се лажам, меѓутоа епилогот еве не го гледаме. Па како единица, дури како медиуми се извинувам, дури како медиуми се обидувавме да побараме одговори од обвинителството докаде се, што се, мислам таа работа, све ни беше кажано дека е некако во предистражна постапка и така. Знаете, тоа е нешто што е навистина од највисок интерес за граѓаните. Доколку е нешто опасно по животот и по здравјето на граѓаните и по животната средина, би требало да биде императив, бидејќи доколку ако од одредени дела нема сериозни последици, од ова дело навистина има сериозни и долгосежни последици. Дури од моментот кога вие ќе го превенирате да се повторува делото, тоа понатаму остава последици од дотогашната работа. Затоа и таа кривична пријава која што град Скопје поднесе, а сме како град за прв пат како единица на локална самоуправа подносители на повеќе кривични пријави, кои што се темелат на тоа да се обидеме да ги заштитиме нашите граѓани од ова загадување кои што ни се случува. Долги години се зборува за тоа дека не се превземаат мерки, дека ништо не се прави, во текот на зимските месеци доаѓаат енормни загадувања. Ние успеавме за 2,5 години со чистење на над 300 диви депонии и со санкционирање на најголемиот број практично на сторители на ваков тип на дела за загадување на животната средина за 23% да го намалиме бројот на денови кога се надминати ние практично прагови на дозволеното на загадувањето. Иако сите би сакале да е нула, меѓутоа сепак да го намалиме бројот на деновите за нас беше сметам многу голем успех. Еве, епилог од овие кривични пријави што ги имате поднесено? За жал до сега до овој момент до нас се нема обратено јавното обвинителство за да можеме да дадеме дополнителни информации, податоци и докази. Ние се тоа кое што го имавме. Пошто јавен интерес, граѓаните сакаат да се информираат така што право. Па знаете и многу борци што се за животната средина нема да ги видите за овој случај да зборува. Дали е тоа поради некои основани сомненија кои што еве ние ги имаме за корумпирање на луѓето кои што учествуваат во овој процес, меѓутоа се ќе видите надвор на терен да се протестира и да се критикува. Освен тоа, кога имате ваков еден голем загадувач каде што би требало сите да сме засегнати, затоа што се работи за сериозен индустријски објект кој што работи 365 дена во годината, кој што функционира и загадува 365 дена во годината, кој што е измерено во соработка со Министерството за животна средина од моментот кога законот го дозволуваше од април, значи 2023 година во повеќе наврати со заедничка акција и ние тие резултати ги имаме и не знам зошто би требало да се дозволи доколку некој ги надминува праговите на она кое што е дозволено практично за испуштање во воздухот, да се дозволи тоа да ни се прави на сите нас тука како граѓани и како жители на градот Скопје. Иако оваа компанија да спомнеме на неделно ниво мислам дека
извештаи, нели, или верува во јавноста дека е се во рамките да, на меѓутоа тоа ви е да. исто како каде ја ве тужи, каде ја ве суди. Не можете вие сами себе да се мерите и да кажувате самите за себе дека сте општествено одговорни, дека не загадувате. Кога нашите мерни станици, кога нашите мерења укажуваат на дури 6 пати повеќе загадување од дозволеното во воздухот и нешто кое што на вистина е и сериозно и мислам дека треба да е предмет на разгледување на бројни институции, а исто така и на невладиниот сектор кој што за жал многу од оние кои што се активисти за животната средина остануваат неми пред овој конкретен случај. Нели, ќе видиме за едно дрво, за две дрва да се протестира, ќе видиме, значи, секакви случаи каде што луѓето, јас верувам дека тие веруваат во таа кауза и дека сакаат да животната средина не биде почиста и поздрава. Меѓутоа, на еден ваков голем индустријски објект капацитет да не се реагира воопшто никаде, никогаш, навистина е симптоматично. И исто така е симптоматично тоа што до сега веќе е трета година, практично завлеговме во трета година, ние немаме никаков, нити повратен одговор, ниту резултат, нити информација, нили побарување на дополнителни аргументи кои што би биле дел од некаква постапка доколку истата се води. Така, споменавте на почетокот дека имате повеќе инспекции направено колку сите 80 општини заедно, многу повеќе на тоа. На што се должи тоа? Затоа што имате поголеми капацитети или поорни сте за работа на овој план? Па искрено можам да ви кажам дека инспекцијските служби во град Скопје се составени од луѓе кои што навистина веруваат во тоа кое што го прават. Верувам дека да, секој би требало во јавниот интерес, во заштита на јавниот интерес да го работи она кое што е негова работа, особено доколку се работи за луѓе кои што работат во јавната администрација, меѓутоа нашите инспекцијски служби навистина сакаат да видат и почист град, и поквалитетен град, и сакаат да видат ефекти, првите ефекти кога ги видоа практично во намалувањето на бројот на деновите на надминување, што сме го немале во наназад 20 години при мерењето и при гледањето на резултатите, мислам дека тоа и беше дополнителен мотив за нив самите. И оно што е за нас многу значено, тие се на терен постојано, не се плашат. Сме имале случаи каде што нашите инспектори се напаѓани физички, се претепувани со метални шипки, со палки, вадени им се пиштоли, неколку пати лежаа во болница, за дел од тоа нема ниту покренати никакви постапки. Со тоа што кога системот не ве штити, јас би очекувала нели дека малце поголем би бил стравот од нив да излезат на терен и да постапуваат, меѓутоа тие не се откажуваат, што сметам дека е навистина силна верба во она кое што го прават и верувам дека поради тоа токму имаме најголем број и на надзори и на санкции, практично кога ќе ги соберете сите единици на локалната самоуправа, 80 општини во Република Македонија, ние имаме дупло повеќе надзори и казни. Рековте 300 депони, диви депони се исчистени во градот Скопје и во околината на градот Скопје. Меѓутоа еве пред неколку дена практично вршителот на должност градоначалник на аеродром ве обвини дека не го собирате сметот или јавното комунално предпријатие не работи на територија на општина Аеродром. Јас не знам кој е тој вршител на должност и не знам исто така што направил, дали нешто воопшто направил за ова време додека ја обавува таа функција. Се што знаме дека јавното комунално предпријатие работи со пун капацитет, со сите сили и покрај тоа што е саботирано на сите страни, тие луѓе навистина го даваат својот максимум секаде да постигнат. Тоа што кај нас граѓаните не им е многу јасна надлежноста, што е дел на град Скопје, што е дел на општинските јавни комунални предпријатија, што е дел на комунална хигиена, тоа што нејасни се надлежностите, меѓутоа кај граѓаните не се јасни, па некогаш знаат да реагираат или ќе видат дека, да речеме, булеварското зеленило е искосено, од страната има 1 метар висина, не им е јасно дека тоа е уврскан на нивниот општински локален градоначалник, на кој што е уврскан на град Скопје. Град Скопје се обидува во својот максимум покрај сите саботажи и покрај негласањето во советот и покрај тоа што некои сите раинат со граѓаните да го извршиме до нашиот максимум. И тие луѓе заслужуваат целата почит за тоа што навистина се трудат деноноќно да го завршат сето она што е нивна обврска и го завршуваат при тоа навистина многу добро, квалитетно и совесно. Така. Градоначалничка, кажавте дека се соочувате со обструкции, со блокади. Како би го оцениле вашиот мандат? Еве не е завршен, нели 4 години, имаме уште неколку месеци, меѓутоа сепак еве како би го оцениле? И дали можевте реално повеќе да направите доколку не бе овие обструкции? Неблагодарно е сега јас, нели нормално да го оценам својот мандат. Знам дека
Сите проекти кои што сме ги изреализирале се на добробит на нашите граѓани, односно се за доброто на сите жители на градот Скопје. Знам дека и голем дел од работите кои што не сме можеле да ги испорачаме се дел од оние блокади и саботажи кои што сме ги имали, со кои што сме соочени, затоа што за жал во градот Скопје градоначалникот е само една од нишките која што има можност да реализира. Доколку советот на мене не ми дозволи да извршам набавка на автобуси, не може ЈСП да има автобуси, ниту може да има подобрување во јавниот превоз кога имате дотрајани автобуси со просечен практично животен век кои што се постари од, да речеме, од 15 па до 35-6 години старост, на кои што им треба и одржување и повеќе трошат и не може да им овозможат на нашите сограѓани квалитет, ниту да пристигнат на саканата локација. И во голем дел од сите нешто кои што сме можеле да ги направиме, едноставно кога не се гласаат од страна на Советот, кој што е првиот оној кој што би требало како највисока институција да ги донесе овие акти, понатаму можноста на градоначалникот да реализира е минимизирана. Гледаме во голем дел од општините низ Македонија дека се прават некои коалиции кои што некој би кажал нели дека се непринципиелни, меѓутоа за жал во градот Скопје таква желба ниту интерес на тоа да се направи нешто во интерес на нашите сограѓани, за да тие видат дека нешто се работи во нивниот интерес, немаше. И никој не зборува за тоа дека сите јавни претпријатија се раководени од управни одбори кои што се гласани од коалицијата на ВМРО, ДПМН и на ВЛЕН. Сите сакаат да ги критикуваат директорите, меѓутоа не знаат дека тој управен одбор од 12 луѓе кои што секој месец земаат пари од нашите сограѓани, од нивните даноци, се луѓе кои што се партиски гласани во Советот на град Скопје од коалицијата на ВМРО ДПМН. Зошто никој не зборува зошто тие луѓе кои што седат во тие управни одбори и земаат пари секој месец не ги гласаат оние работи што им се најпотребни на нашите сограѓани. Исто како што и никој не дискутира зошто овие советници кои што седат во Советот на град Скопје секој месец за по една седница на совет земаат по 600 евра, а не гласаат ни една одлука која што е во интерес на скопјани. А колку е висината за членување во управен одбор? Началнички по овие јавни? Па не се ниски тие средства, сега јас не би знаела затоа што тие се суми кои што се од пред 20 на години утврдени кои што ги земаат членовите на управниот одбор, исто така за по една или две седници кои што ќе ги одржат во месецот, меѓутоа поважно е тоа што тие луѓе без разлика на надоместокот кој што го земаат таму, им е дадена обврската и одговорноста да гласаат одлуки кои што се во интерес на функционирање на предпријатието. Така да еден поединец не може да направи ништо доколку ни една одлука, доколку ниту една одлука не се гласа. Имаше еден сега скоро случај на ваши колеги кои што прашуваат зошто не е обновен возниот парк на јавното предпријатие Комунална хигиена. Па 3 години не се дозволува да има инвестиција во нови капацитети на јавното предпријатие Комунална хигиена. Управниот одбор е оној кој што ја отстранува ставката во инвестиции за да може да се функционира како што треба. И нормално е дека кој да го раководи тоа предпријатие и најдобриот и најспособниот да е кога не му се дозволува со одлука, дека не може да го направи. Ако направи спротивно на одлуката, ќе одговара по закон кривично. Значи, многу сте лимитирани што треба да направите. И сега многу луѓе велате, па добро, зошто тој не се откаже или вие не се откажете. Јас, пример, моето дете не го воспитувам да се откажува кога ќе биде нападнато, ниту да не се откажува кога некој од спротивната страна не е во право. Ние сме во право и се трудиме максимумот да го дадеме од себе, во оно во кое што веруваме дека може да е за доброто на граѓаните. И не треба да се ги учиме ниту децата, ниту јавноста да ја советуваме, да стимулира оно кој што е во право да се повлекува, оние кои што не се во право и кои што тераат тие со граѓаните да тераат напред на нивни грб само ради тоа што се дали силни. Вие се повлековте пред овие блокади, бидејќи на почетокот бевте некако поборбени, по така со повеќе жар се спротивставувавте јавно на овие обструкции и блокади што ги велите, сега некако последниот период, да речеме од година-две, некако како да се помиривте со ситуацијата, дека едноставно не може што да се направи. Не, апсолутно. Ние сето на кое што во ингеренција кои што се дозволува со одлуки на Советот го спроведуваме. Тоа што нема да дозволат и него гласа, тоа е на судот на јавноста. Ако јавноста знае дека има 45 луѓе кои што секој месец земаат по 600 евра од нивните пари и за истото не гласаат ниту една одлука, значи, не знам што повеќе треба да се образложи. Но вие сте градоначалничката, вас ве обвинуваат. Мислам така. Така е, меѓутоа знаете како, доаѓаат и следните избори. Тие својот глас го даваат и за градоначалник и за листа.
Значи тие гласале за 2 реда на јавни функционери таму, не гласале само за мене. Така. Да е така, јас им кажав на советниците, распуштете се, вие па ќе видите како се може да се работи. Консолидиран е градот, сите долгови сум ги вратила од моите претходници, сите извршни решенија по спорови кои што ги покренале од претходно се затворени, кредитите се затвараат, се исплаќаат за сето она кое што го имаат претходно и повторно е консолидиран градот и повторно финансиски добро функционира. Тоа е затоа што може да се работи, да не се краде. И тоа го докажавме. Може да има намалување на јавните набавки и тоа ако порано немало воопшто, сега значи од 20-30 до 42% беше најголемата практично намалување при јавно надавање. Се надпреваруваат компаниите и се обидуваме да стигнеме до конкурентност за да може да се заштеди и од тие средства да се реализира и уште еден проект доколку може. Значи да се консолидира може. Работевме, се обидовме да направиме да биде еднаков систем, од сите да плаќаат во тој систем. Вие имате од прилика околу половина од граѓаните во градот Скопје кои што не плаќаат данок на имот. Така, да. Се боревме, баравме од институциите да ни ги дадат информациите. Вие многу повеќе ќе можете да им реализирате на граѓаните доколку сите овие средства се соберат и не само тоа, и во една зграда и во едно домаќинство каде што живеат граѓаните, тие сакаат да се чувствуваат дека се еднакви. Не може вашиот комшија да не плаќа ништо, а вие да плаќате се. Не може на вас да ви стигне извршителот, него да не може да го најде само затоа што ги изигрува преку овие лавиринти нашиот систем. А од катастарот за недвижнини е веќе 4-та година практично се завлегува, ние немаме добиено никакви информации, никакви податоци кои што по закон за да може да го прибереме данокот ние би требало да го имаме. Тоа не става прво во нееднаквост ги става нашите сограѓани. Дел плаќаат, поголемиот дел не плаќаат ништо, што навистина не е во ред. Второ, доведува до пониско ниво на услугите. Доколку вие од неплаќачите ги соберете средствата, ќе можете многу да изинвестирате и да направите повеќе за услугите за нашите сограѓани. И колкав данок на имот плаќаат граѓаните? Порано имаше бројка дека околу само 25 до 30% од граѓаните плаќаат данок на имот. Од скоро 1 милион практично колку што би требало регистрирани имоти со кои што располага нашата агенција за катастар на недвижнини, околу 200 и нешто под 250.000 има во овој момент регистрирано, од кои што мислам дека околу 5.000, така другите не плаќаат. Околу 5.000 се оние кои што успеавме ние преку најразлични начини на проверка и практично ги вмрежувавме податоците со кои што располагаме и ние и нашите јавни претпријатија, практично да ги воведеме во системот, меѓутоа најголемиот дел од тие беа во правните лица. Во физичките лица, за жал, поради заштитата на личните податоци, многу потешко оди тоа и како што споменавте, скоро 75% не се во систем. Не се во системот и практично не плаќаат данок на имот. Дали верувате дека тоа може да се реши? Има ли некој модел систем, ако не во опкружување, веројатно во западноевропските земји постои систем како се тоа да се регулира? Да ви кажам искрено, тоа се решава за 5 минути. Тоа се решава за 5 минути. Интероперабилност меѓуинституционална соработка не е нешто кое што треба да ги оптоварува граѓаните. Треба само директорот на катастар, да ги стави податоците на едно USB со институционална соработка, официјално службено да ги достави до градот Скопје, тие да се внесат во системот на градот Скопје и тие наши сограѓани кои што не се внесени во системот да се оданочат. Меѓутоа тоа ќе покрене голем број на прашања. Ќе покрене прашања за непријавени имоти на јавни функционери кои што е јавна тајна дека имаат над 20 и 30 на станови кои што не им се пријавени, на луѓе кои што имаат куќи, хациенди кои што ги немаме ние во нашиот систем, а би ги имале доколку нели нормално ги имаме можност да ги споредиме податоците со она кое што ги имаме. Имавме 1-2 вакви случаи кога детектиравме правни субјекти кои што ги немаа пријавено своите имоти, па успеавме практично да ги задолжиме со истото. Тие си ги задолжија своите купувачи да ги пренесат имотите и тогаш видовме многу навистина фантастични презимиња на тетки и стрини на наши познати политичари кои што почнаа да ги пријавуваат становите во центарот на градот на Скопје во тие изградени објекти. Така да верувам дека позадината за ова
Не е дека многу тешко и комплицирано. Колку и да е, и не може претпоставам бесконечно да трае, бидејќи па ќе трае се до оној момент додека тие политичари не ги продадат овие станови, да ги ефектуираат во финансиски средства или додека не ги извртат некако парите, па можеби тогаш ќе ги дадат. Инаку јас не гледам логика зошто не би ги ставиле овие податоци на едно USB што или на едно CD што е 5 минути работа, да ги доставите до градот и градот да може нормално да ги процесуира и да ги оданочи овие наши сограѓани кои што со години ништо не плаќаат, за жал. Еве, можам како позитивна пракса да го дадам централниот регистар. Централниот регистар со таа интероперабилност и со таа соработка која што имаме меѓусебно подпишано, секоја година за комуналните такси градот Скопје да може да ги наплати од правните лица, односно од фирмите, ги доставува од 1 до 5 јануари секоја година, без никаков проблем. И ние успеваме тука да постигнеме и еднаквост, и стабилност, и секој да биде практично оваа комунална такса да му биде испорачена и имаме скоро многу висок, да не речам скоро 100% наплати на комуналните такси. Додека за данокот на имот, пред тоа што не се споделуваат овие податоци, информации, а еве искрено ви кажувам кои се сомнежите. Сомнежите се дека се кријат голем број на имоти кои што се меѓу овие 750.000 кои што за жал не се споделуваат со градот Скопје. Постојат секакви личности, политичари, нели други јавни личности што велите поседуваат можеби по 20, по 30 станови. Оваа бројка така ја кажавте или баш имате сознание? Имаме сознание, меѓутоа тоа не е наша работа, ние не сме нити истражители, нити судии, би требало во суштина, еве, јас можам јавно да ги открием доколку катастарот ни ги овозможи податоците, зошто да ги криеме? Нели зборуваме за јавност, за транспарентност, за тоа дека сите треба да сме еднакви пред законите. А тоа е сериозна ставка, да речеме, што би помогнала на градот Скопје за данокот на имот. Не е само за градот Скопје, зошто вие би биле оштетени вие да плаќате секоја година, а вашиот комшија да не плаќа. Ги става апсолутно граѓаните. Прво ги става во навистина положба каде што тие не се еднакви, второ продуцира и не само систем на нееднаквост, туку и систем каде што секој чувствува гнев и одбива и не сака да плаќа и гледа да го избегне системот затоа што тој до него не го почитува, ниту пак некој практично го става во тој систем, а има можност. Многу едноставно денеска со овие дигитални технологии вие не можете да се скриете. Се може да се детектира и се може да се направи и да се заврши. Меѓутоа треба да се оди на тоа, да се инициира таа свесност и мислам еве гледаме, јас 3 години зборувам за тоа, не се покренува никој. Сте зборували во наша емисија, дури тоа и поранешниот министер за локална самоуправа Пенов, мислам го има потврдено исто во емисија, дека станува збор за огромен имот и огромна бројка во рамките, мислам на територија на Скопје зборуваме, што не е попишан, што не луѓето не плаќаат данок на имот и нема начин како да се натераат, мислам еве ги кажав начинот е при упис во катастар, по едно USB само ги доставуваат кај нас еднаш годишно како што тоа го прави централниот регистар и многу едноставно, меѓутоа тогаш ќе излезат на виделина при овие одоначувања голем број на имоти кои што во овој момент гледате не ги пријавуваат луѓето. Добро, ако се легално стекнати не треба никој да се грижи да се плаши. Јас се извинувам како господја се стекнуваат 20 стана легално, така мислам до некој кој што секој би се запрашал, здраворазумски човек секој би се прашал. Не знам, има 2 дена стаж и кој што не работел ништо друго освен да е јавен функционер, не знам неколку години во животот, како се стекнуваат 20 стана. Мислам, треба да сме реални, треба да знаеме. Ако сакаме да имаме систем, во тој систем единствениот начин е да се оди по оној кој што е јавен, транспарентен и кој што очигледно е за сите нас и за вас, новинарите, и за сите наши граѓани. Ако нема ништо за криење, што ги криете? Дајте ги. 1 минута работа, едно USB треба. Ние не може да ги злоупотребиме како град тие податоци затоа што располагаме веќе со 250.000 такви податоци, од 250.000 такви имоти, уште 750.000 нема ништо да сменат во градот Скопје во делот на располагање, само што ќе ги оданочиме. Меѓутоа кај тие чии што собствено се, кај нив богами ќе има некоја разлика затоа што веќе нема да може само еден таму некој да има пристап до нив, ќе има пристап до нив 50 на луѓе во градот Скопје кои што ќе можат во секој момент да извршат увид дали тоа лице има или нема имот или дали тоа лице има или нема платено данок. Така. Градоначалнички, за време на вашиот мандат така силно одекна вашиот исказ дека сте уценувани, закани, тоа дали поминаат тие притисоци или се уште чувствувате или не, добивате? Да ме оценува не може никој со ништо за среќа, меѓутоа заканите, меѓутоа заканите си продолжуваат.
За жал во Македонија, која што ние сакаме да кажеме дека еве сега од некое ниво на демократија повторно се движиме кон заробена држава, нема кој да реагира. Штом немате силна политичка опција која што стои позади вас, каде сте виделе вие некој да рече, чекај, знаеш што, и се закануваат на градоначалникот, да видиме кои се тие лица. Еве дали сте ги пријавиле тие закани, еве и денеска што велите, да, стига директно ви се обраќате сум ги пријавила, преку емисари, како ви сум ги пријавила и директно и индиректно на секој можен начин постапување кај нас нема и тоа е тоа. Факт е дека живееме во држава во која што системот не функционира и во таква држава не знам што друго може човек да очекува. Искрено најмногу жалам тоа што се девалвираат прво луѓето, се обидуваат да направат спин дека не знам некој нешто не работи или некој нешто не може. Вие вашите градоначалници, односно зборувам сега за тие политичари кои што се обидуваат да ги пласираат тие тези, па цела поддршка им ја дадаа на овој свет, апсолутна моќ имаат, апсолутна власт имаат, па ни еден проект немаат. Историја милиони евра во нив. Унгарски пари, не знам кинески пари, не знам какви све пари. На градот Скопје нема дадоа ни еден денар. Не се градот Скопје ни еден проект е не може да земеме, не даваат, не за зимање. Требаше нели да се аплицира по се аплицира, се одбија. Значи, ако не сте човек кој што се работува со нив или им ги извршува жилбите или краде по нивна заповед, вие сте непожелен. Тоа ние не смееме да си ги учиме нашите деца. Прво се дестимулираат жени и луѓе кои што се способни да се активни во јавниот живот. Второ, значи доаѓаат нови избори, како очекувате било кој да се охрабри, да дигне својот глас или пак да каже нешто, доколку вие газите на достоинството на секој тука кој што ќе се охрабри да направи нешто поинаку или да направи нешто подобро. Онаа порака која што сакаат да ја пласираат во јавноста, или сте со нас, или сте со никого и ќе трпите се што ќе се обидеме да ви направиме. Така, од оваа временска дистанција градоначалнички, дали погрешивте што влеговте во тогаш трка за градоначалник на Скопје, што прифативте поддршка од ВМРО ДПМН тогаш? Не, апсолутно не. Апсолутно не. Прво немаше да видам дека луѓето се дволични, дека се манипулативни, дека не се онакви какви што се представуваат, нели се представуваат дека се честни, дека се храбри, дека сте против на тоа да се работи како и до сега, и гледаме дека после тоа продолжуваат исто како и до сега, без никакви промени. Тоа што го критикувале вчера, денеска самите го прават. И на крајот од краиштата, јас како човек, како личност, како индивидуа се обидов и дадов максимумот од себе. Се надевам дека дел од граѓаните тоа го гледаат и го препознаваат. Оние кои што не го препознаваат, еве ќе има нови локални избори, ќе можат својот глас да го дадат за една од овие опции на нивните деца, па да ги поддржат и понатаму да крадат, да манипулираат и да работат на оној начин кој што досега бил утврден во Македонија. И единствено нешто е она кое што сметам дека би требало само да бидат посвесни, посамосвесни нашите сограѓани на тоа дека се додека тие самите не се обидат да направат нешто подобро за себе си, нешто повеќе за своите деца и за сите своји во својата околина, ние напредок во оваа наша Македонија за жал нема да имаме. Зашто ви е вака најмногу жал што можевте, а не го реализиравте? Па жал ми е што нема 45 самосвесни индивидуи во Советот кои што за разлика од, да речеме, земјите во околината каде што се надпреваруваат и оние кои што се во опозиција кои ќе предложи подобар, поквалитетен проект за реализација, тука кај нас се отиде само на блокада и на тоа да докажат дека еве да речеме овој градоначалник или оваа градоначалничка не чини, тие престанаа да гласаат се што е во интерес на граѓаните. Мислам дека многу подобро ќе беше за секој од тие наши 45 советници кои што со тие 600 евра пари од нашите сограѓани секој месец ги зимаат на своето конто, да се обидат барем да ги изгласаат сите одлуки, па дозволете да се види ако некој е неспособен, дали навистина е неспособен. Меѓутоа мора елементарни услови да овозможите за тоа. Дали немаше да биде подобро за нашите сограѓани ако не ги молев 40 седмици поред со предлог одлука на нашите советници да изгласаат нови автобуси. Ние ќе имавме уште пред 2,5 години нови автобуси, никој немаше да чека на автобуските станици. Нити лете ќе им беше жешко, нити зиме ќе им беше ладно. Се ќе беше функционално. 40 седмици поред е ставено на седница на совет да се гласа, па не сакале со задолжување, сакале со сопствени пари, па кога видеа дека е консолидиран градот, дека
можеме и со сопствени пари, сега не доцна и ќе чекаме да дојдат нашиве, они да донесат автобуси. Па еве ги сега ќе носат автобуси, ма помина 4 години. Сакам да ви кажам, дали немаше да биде подобро, барем да нема гнев кај нашите сограѓани кои што сум сигурна дека се свесни дека на чело со господинот Трајко Славевски останатите 44 советници кои што земаат често нивни пари, дека можеа да изгласаат и дека можеа денеска да имаат и модерен и квалитетен јавен транспорт. Ето, јас како градоначалник ниту еден проект од мојот претходник не прекинав. Сите проекти беа ревидирани, сите проекти ги продолживме, се обидовме и од брзиот автобуски превоз да го консолидираме, да се отпочне од таму, имаше 30 еко автобуси и тие не дозволија, не ги гласаат и на штета на граѓаните, и на штета на Европската банка, и на штета на градот Скопје. Меѓутоа, што да се прави? Тоа е тоа. Некој решил да владее со инати, нека им е со среќа. Добро, ова се ваши тези, се разбира. Тоа се факти, нема тези добро, тука. Да, 40 пати на совет вие да ставите одлука за нови автобуси да не ја гласаат, тоа се факти. Измени на линиските редови, на линиските возни редови, да ги ставите неколку пати пред советниците да кажат не ги гласаме кои ќе дојдат нашите, тогаш ќе видиме. Што да ви кажам, тие мислат нели дека преку ноќ магично тоа што го растурале 4 години ќе успеат да го возобноват и јас се се надевам само дека ќе можат. Да, ќе видиме така. Ме интересира Даниела Арсовска со нова алтернатива, Даниела Арсовска што во иднината на политички план. Дали ќе учествувате во локалните избори, дали ќе се оддадете малку? Искрено да ви кажам, јас како човек не сум некој кој што очигледно добро плива во политиката, затоа што политиката е место на доста задкулисни игри, на непринципилни коалиции, на нешто кое што нашите сограѓани не знам колку имаат можност да го гледаат, меѓутоа имајќи во предвид дека е многу висок процентот на лица во Македонија кои што се политички ангажирани, верувам дека и добар дел од нив и знаат како функционираат овие работи. Јас за жал претходно затоа што сум немала никогаш политички ангажман, не сум била никогаш инволвирана ниту во политиката, ниту сум имала познавање од како функционираат овие нешта. Сега успеав практично да го видам. Дали е тоа начинот на кој што сметам дека треба да ни функционира Македонија? За жал не. Дали мислам дека ќе може нешто да се подобри? Исто така не верувам, затоа што очигледно силата е на страната на оние кои што имаат навистина многу финансии, многу ресурси да можат да тој систем го свртат во своја полза. Сега, што понатаму, тоа нормално не е нешто кое што јас можам ниту сама да го кажам, ниту да го изјавам, ниту пак би сакала сега во овој период да дискутирам. Единственото нешто што знаме дека како градоначалник се обидов да дадам најмногу од она кое што беше возможно со тие одлуки кои што беа донесени, за жал многу малку од она кое што беше дадено пред Советот се изгласа и во рамки на она кое што беше возможно ние практично се реализиравме. Тоа што не се гласа од Советот и да сакаме не можеме ниту смееме. Така да. Но ќе останете во историјата барем досега како градоначалник кој што смени многу директори, можеби најмногу досега 30-тина, 40-тина. Па знаете како таа е некоја теза со која што морам да кажам прво јас не сум сменила најмногу директори, туку по партиска наредба на нивниот шеф 15-тина од нив во исти ден си дадоа оставка. Што е само некој начин на покажување на сервилноста кон шефот, што не е начин на кој што би требало да функционира работите во Македонија. Во Македонија работата на директорот да менаџира не е да биде политикант, ниту да биде политичар. Тој треба да работи во интерес на граѓаните, а не да тера политика. Останатите искрено мислам дека тоа е нешто кое што како систем даде резултати затоа што никој не се имаше задржан доволно долго за да може да биде корумпиран или за да може да направи нешто кое што понатаму ќе биде ниту на штета на претпријатието, ниту на штета на градот. Нормално ние конзистентност или континуитет не може да бараме, единствено во континуитет се членовите на управен одбор кои што секој месец се земаат пари да не гласаат ништо и да не дозволат овие претпријатија да бидат консолидирани, меѓутоа сметам дека највисоко на редот на оние лица кои што до овој момент работеле и едно од бенефитите на тоа што истите биле во неможност да билат дел од било каков скандал. Не сте им оставале доволно време за да може нели да направат така некоја коруптивна мрежа, како да кажам. Јас од првиот ден го кажав и сум горда за тој факт дека на никого фотилјата не му е загарантирана. И секој е должен кога ќе му се даде можноста да испорача резултати
со имплементација на програмата која што му е дадена. Кој колку успеал, толку и се задржал на позицијата и нема што понатаму да се дискутира, нели? Нема ние поединечно да жалиме за индивидуи на кои што им била дадена шанса, имале шансата или искористиле или не искористиле. Меѓутоа, она кое што на мене ми е задоволство лично е што никој од нив не успел да биде имплициран во било каков коруптивен скандал, ниту пак се случило некој да биде доволно долго на некоја позиција да може да направи некоја сериозна грешка со која што понатаму би нанела штета на самото предпријатие или пак на градот Скопје. И на вас лично. Само уште едно прашање за крај за вашата меѓународна активност во рамки на Советот на Европа. Известител сте, портпарол на тоа тело во Советот на Европа што е за етика, морал и за борба со организиран криминал и корупција, ако можеме така да кажеме, за вие да, тоа тоа е кажете, на Конгресот на Советот на Европа, да е единствен сум на ниво на целата, практично на ниво на целиот Совет на Европа на Конгресот, кој што работи исклучиво во делот на локалната самоуправа, како известител, стражител, практично и портпарол за етика, интегритет и справување со корупцијата. Тука е нели нормално и организираниот криминал и сите оние форми кои што произлегуваат од судирна интереси. Точно. Еве рековте дека се спроведува еден нов проект и за прв пат и општините, односно локалните власти ќе бидат под присмотра, нели, за тоа како ја водат својата работа, дали и колку се корумпирани, дали подлежат на такви незаконски дејанија, и рековте дека прв пат тоа ќе биде применето и во рамки на како мониторинг еден на локалната самоуправа, и рековте дека ќе има и во земјава. Тоа е една сериозна евалуација која што ја спроведува Греко, кој што го испорачува практично извештајот за интегритет и за нивото, степенот на корупција во секоја една држава на Советот, членка на Советот на Европа. Јас ја имав таа чест да бидам еден од обучувачите на 130 антикорупционери, обвинители и амбасадори при Советот на Европа, практично во Греко, кои што како тимови и како таскфорс ќе влегуваат поединечно во секоја од државите на Советот на Европа. Тука спаѓаат нели покрај овие 46 земји членки и Велика Британија и Соединетите Американски држави. И она на кое што сум исклучително горда е дека со овие тимови за прв пат и успеавме тоа веќе пред 2 години да го воведеме во Греко, оваа година прв пат во 6-та рунда на евалуации, да влезе ка локалната самоуправа со мониторинг, за да може да се оценува и која е усогласеноста во централната и локалната власт во делот на политиките за борба против корупцијата, на кој начин се спроведува истото во локалната и во централната власт, и да се види која е степеност на подложност на корупција во секоја од овие 48 држави кои што ќе бидат предмет на овој мониторинг. Така, аз искам да благодарам што бевте дел од ова издание на Аргумент Плюс, па понатаму ако некако политички ангажман или на некоја функција, барем ке ве имаме во информациите, еве и преку вашиот ангажман во Советот на Европа и овие активности што ги кажавте. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на Аргумент Плюс, од мене довидување.